Напуштени коњи што слободно шетаат по падините на осоговијата им создаваат проблеми и штети на собствениците на земјоделски и друг имот. Неретко влегуваат и во викенд на селбите на Пониква. И освен вознемирувањето и стравот од неочекувана агресивност, граѓаните кои поседуваат викендички се жалат дека исто така имаат и материјална штета. Освен тоа, коњите чии поранешни собственици ги оставиле без контрола, често се забележуваат и на патниот правец од градот до планинскиот рекреативен центар, при што ја загрозуваат и безбедноста на сообраќајот. Граѓаните повеќе пати реагирале до надлежните во локалната власт, а до првиот човек на општината беше упатено и директно прашање за овој проблем. Диви напуштени, тие можеби се биле питоми најверојатно, меѓутоа просто кажано оставени сами во природата, никој не се грижи за нив, влегуваат блиско до викендиците, до објектите и така. Дали по тоа прашање нешто може општината да превземе? Според градоначалникот Димитровски, проблемот, иако навидум е мал, создава непријатности на посетителите на планината, но и на собствениците на имот, па од општината планираат конкретни мерки за негово надминување. Тоа се коњи кои што имаат собственици, коњи кои што ги едноставно пуштаат на слобода да се движат и прават големи штети и на посевите и на другите имоти кои што ги имаат, па ево и на сообраќајот во последно време, како што рековте. Имаме превземено една заедничка акција, општината, полициска станица и Министерство за земјоделие, бидејќи тоа е првенствено во нивна надлежност, и очекуваме дека до крајот на оваа недела ова прашање ќе биде надминато на тој начин што ќе ги опомениме или ќе ги казниме или ќе преземеме мерки против собствениците на тие коњи. Сепак тие имаат собственици, тоа е нивна обврска да тоа го прават. Може да се вклопи во законските рамки кои што ги има во Република Македонија. Скоро еден месец по реакцијата во Советот на општината се уште нема ефект од најавите дека ќе се преземат соодветни мерки за информирање на собствениците на коњите што слободно шетаат. Состојбата на терен е непроменета, а животните и понатаму можат да се забележат на коловозот од регионалниот пат или во близина на нечија викендичка во потрага по остатоци од храна.